Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. TIMSS или Trends International Mathematics and Science Study е интернационална студија во која се мерат постигнувањата на учениците по математика и природни науки. Министерството за образование и наука ги презентираше резултатите од TIMSS тестирањето спроведено во 2023 година, кога беа тестирани околу 4900 ученици од 150 училишта на македонски и на албански јазик и за жал резултатите не се за фалење. Учениците од четврто деление се на 47-то место по резултати за природни науки, а во математичка писменост се на 44-то место од 58 држави. Што покажа оваа студија? Учениците слабо учат, наставниците не знаат да пренесат знаење, воспитно-образовниот систем не го бива. Секој нов министер за образование најавува реформи, сериозни обуки за наставниот кадар, нови наставни програми и процеси, но учебници ќе има до година. Учебници до година и резултати до година. Важно е да се учествува во меѓународни тестирања во областа на образованието. Преку нив се спроведува знаењето на учениците и работата на наставниците и се добиваат бројни податоци за образовните системи, наставните програми, наставниот процес, постигнувањата на учениците, работата на наставниците, како и спроведување на постигнувањата на учениците на меѓународно ниво, како исклучително важен фактор за понатамошното креирање на образовните политики за сегашните и идни генерации ученици. Дали вработените кои што се грижат за децата во градинките, предучилишните и училишните установи се слабо платени? Треба ли вработените во образовните институции кои што работат со најмалите да земат плата поголема од министерот за образование? Дали е можеби преобемна наставната програма во основното образование? Ова се прашањата кои што ќе ги поставиме денес во црвена линија. Централна тема во емисијава е каде е проблемот. Според вас, дали е тоа во учениците, во наставниот кадар или во Министерството за образование? Сега кој имаме прашање плюс, поточно анкетно прашање, кое што можете да го одговорите ако не заследите на Инстаграм. Откога ќе стиснете на копчето заследи, потоа сега кога кликнете на Instagram Story, ќе се отвори прашањето и таму ќе имате можност да одговорите на следново. Дали би работеле во државна институција ако платата е 2 пати ова е старото, всушност од вчера, мала техничка грешка. Секако прашањето дали треба да се врати стариот систем на образование. Секако, еве ќе ви покажам како тоа изгледа на Инстаграм. Значи, ако не сте не заследиле до сега, не заборавајте да не заследите. Еве сега ќе видите тоа како изгледа. Меѓу другото, додека да ви го покажам прозорчето од Инстаграм, да ве подсетам. За активно учество во црвена линија се знае, ќе го завртите нашиот добро познат телефон, а тоа е 307 0005 и сега го веднаш ќе го намалите целосно тонот на телевизорот. Еве го тоа што го бараме, односно дали треба да се врати стариот систем на образование. Имате две опции, значи еве ќе кликнете ако е тоа да на ова поле, ако е не на ова поле ќе пресметаме во проценти и сега го резултатите ќе ги соопштиме таму некаде пред рекламите. Но особено ќе ни биде драго, еве и како ве поканувам и како родители и како гледачи и како граѓани и секако доколку сте и директно инволвирани во наставните програми, односно работите со ученици, секако црвена линија е денес за вас. Па да видиме дали имаме некого на линија за да го почнеме ова најново издание на црвена линија. Добро вечер. Поштовање госпожа. Огромна почит и до вас. Поздрав до сите слушатели, гледачи. Благодарам многу. Проблемот не е во министрите, проблемот не е во ова. Проблемот е во системот во државата. Кој како дојде од владите си става министри, со еден збор стратегија нема. А ја мислам образованието почна удоле од кога дојде Мила Царовска министерка.
Ја мислам тогаш. Некои експерименти, Кембридж, Вудфорд тие што ги пропагираат на Запад. Од тогаш образование иде удоле. Кој како дојде министерот, по негово никако не да ни тргне. А што прашавте за анкетното, не само да се врати образованието по стариот систем, него државата да се врати во социализмот. Ние не сме за капитализам. Ние уште се декларираме као социалистичка држава, као социјална држава. Во сите сегменти да се вратиме. Некој ќе се јави поточно тој од Прилеп господинот, вака бил Тито, вака, која беше Тито, значи образование имавне. А ние Македонија имаме млади кадри, дечиња, сега како што бараат со компјутери, како што ме развиене паметот, него немаме стратегија и во образованието во сите сегменти на живење. Затоа уназад, каде е тој нашиот факултет во тие 2000 што ги рангираат, нигде ги нема. Со години, 15-20 години, таа шангајска листа што ги викаме. Затоа до владите си. Благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Поздрав и до вас. Па еве, дали сте за тоа дека треба да се врати стариот систем на образование? Але што да се врате воа партиите упропастија се живова, господице? Јас се увам од Штип да ти кажам искрено, али су разочаран од вработувањето јавните предпријатија. Милионски дугови са, господице, се е тоа партички столче до столче. Од конфекции ги набутаа тамо, клати врата, зимај плата, лакирај ногти, насрви уста, ќе бидеш наша, ти лепи трча за нас. Жално и срамно е што ние, честните граѓани, плаќаме давачки, додека ние социјали, како да ги кажем, што не плаќат нити вода, струја, не и баш. Јас се извинувам, ќе морам да ве прашам, а во однос на лошите резултати кои што се од ова тестирање, каде ја гледате вината, во учениците, во наставниот кадар или пак во Министерството за образование? До родителите. Не ли гледаш, да ти кажем искрено, ја гледам комшиски деца. Още сега 1000 евра му купил телефон. Па он не гледа у школата, он телефонот акне имаше еден знак тамо за забрана, удрише со главата у знаку. Он не гледа, не го интересира. И вие кладиониците, да ти кажем искрено у Штип, абе 50 метра од школата се бе. Па децата ги споречијат со комарджији. Па жално е више станаа само ергени, нешенети и силување народове. Па ние имаме високо образование. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Една напомена за понатаму, внимавајте и на тајмерот, 90 секунди одбројува за едно јавување. Се разбира, ако сакате нови 90 секунди, повторно ќе го завртите и нашиот број. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас, одамна не сме се слушнали. Да, одамна, јас ви кажав, со кафето да гледам секогаш, меѓутоа треба некоја тема да ме заголиса, па да почнам да се јавам. Значи, јас вака ќе речам, во прашањево, каде е проблемот, ви недостасува каде се родителите тука, дали е проблемот учениците, наставниците, ама родителиве не ги ставате на тапет некако. Значи, јас кога учев, кога ќе дојдев дома, татко ми или мајка ми, секогаш ќе ми рече што учеше дете денеска и ќе мора пред да ручаме, да напишам домашно и да прочитам нешто, па кога ќе ручам, после се знаеше дека има некоја пауза таму и така натаму, да не се враќам на годините кога се интересираа родителите за децата. Пред малку убаво рече човекот, му купил телефон од 1000 евра, тој не разбира ништо. И второ, што е многу битно, јас мислам дека е многу битно ова, што го гледаме неколку дена. Овие од Тетово и остало, не сакам да ги именувам како албанци, меѓутоа, тие не ги учат децата да читат, ги учат со пушки. Па како утре ќе дојде тоа дете да работи некаде? А дали сте еве за тоа да се врати стариот систем на образование? Стариот систем, да се знае, дете треба да научи толку букви, коса, тенка и така натаму, и да ги научи сите букви. Во второ оделение треба да знае да чита, да пишува и така натаму. Значи, стариот систем, да, меѓутоа и родителите треба да се земат во обзир, не само...
Така, благодарам многу. Па еве секако ќе додадеме и таа ставка, односно кога ќе го поставиме во продолжение прашањето каде го воочувате проблемот поради нели ваквите лоши резултати на тестирањето, дали е тоа во учениците, дали е тоа во родителите на барање на гледачите, дали е тоа во наставниот кадар или во Министерството за образование. Добро вечер. Ало? Ке мора малку погласно. Ало? Добро вечер, во црвена линија сте, повелете. Добро вечер. Значи, господјата предходно го спомна дело што и јас сакав да го кажам, родителите да се уфрлат, меѓутоа и да се уфрли во каде е проблемот воопшто општеството, во целина. Иначе во сите сегменти е проблемот. Од учениците, од родителите, наставниците, Министерството, но и општеството во целина. Затоа што се е тоа, како да кажам, еден систем на врзани садови. Се разбира, Министерството за образование тука би требало да има клучна улога. Затоа што, да кажеме, прашање колку се квалитетни наставните планови и програми што ги носи бирото, прашање е колку тие ефективно се аплицираат во учебниците. Ние сме сведоци дека многу често има проблеми со учебниците. Децата се почесто учат или од овие поставени програми на дигитална основа, или им се печатат од дигитално материјали. Така, ќе мора и ова да ве прашам, дали треба според вас да се врати стариот систем на образование? Не сум за тоа да се врати стариот систем. Треба да се седне и сериозно да се обмисли систем кој што... Така, вие, така, јасно ни е, благодарам многу еве што споделивте како вие гледате на нештата, односно што е тоа што прво треба да се направи. Па ете, нашето прашање секако го креирате и вие, така да еве кога прашуваме во што го лоцирате, детектирате проблемот, дали е тоа во учениците, дали е тоа во наставниот кадар, во Министерството за образование, еве поттикнати од тоа што давате вие идеи, ќе допрашаме дали може би тоа го гледате во рамки на системот генерално во општеството или пак во родителите. Па да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Ајде да слушаме дали треба да се врати стариот систем. Видете, ако не треба да се врати, бар треба да се користат некои сознанија од стариот систем, како што било поставено. Ако земете сега вие да земете, кој што ги спомна сите наставните програми, како се тие објаснети во учебниците. Ако во учебникот не може родителот да се снајде, тогаш како вие очекувате некој дете од 7 години, 8 да се снајде во учебникот за да најде да си помогне за лекцијата што треба да ја научи. Тоа е една работа. Втората работа, начинот на кој материјалот им е објаснет на децата во учебниците и во програмата. Дали е некако премногу набуткано, на брзина ставено, па едноставно децата се губат. Нема да е тоа степенасто, постепено учење, во како ние се смучеле понапред. Се знаело прво деление што се учи, второ што се учи, па да дојдете недека трето, четврто и за пето да ве спремат да почнете да учите хемија, биологија. Тоа третата работа ви се учебниците. Кај нас често се менуваат учебниците. Многу автори. И едноставно ние понапред случајале од подебени книги, каде што темелно све е објаснето. Сега се книгите погледнете какви. Немате објаснување, не може да најдете пример да распоредите нешто. А да не зборам за тоа што секој измисла наставни програми. Ако во минатото дипломите од бивша Југославија, кога сте носифицирале во странство, сте требале да полагате 1-2 испита. Сега треба години да полагате за да ви ја прифатат дипломата. Гледате колку сме назад со образованието. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Секако ќе ве потсетам за да бидете целосно, брзо и квалитетно информирани, секогаш кликајте на telma.com.mk, но не заборавајте овој пат во однос на темата за која што дискутираме со вас да го задржите вниманието на следниот наслов. А тоа е изјавата на министерката за образование Јаневска, каде што стои: резултатите од ТИМС тестирањето се лоши и се доказ дека се потребни промени во образованието.
Всушност, како што и рече министерката, пред 5 месеци се почнати промени од кои треба да произлезат подобри резултати на меѓународните тестирања. Вели, меѓу другото, дека промените во образованието не се ни лесни, ни брзи, но почнати се и се надевам дека во еден разумен временски период ќе ги дадат и своите резултати. А ние денес се прашуваме, според вас, на што се должат ваквите лоши резултати на последното тестирање? Дали вината ја гледате во учениците, во родителите, дали е тоа во рамки на наставниот кадар, дали генерално системот како функционира или пак во Министерството за образование? Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Да, се слушаме. Поздрав до вас и до Поздрав вашата и до вас. екипа. Повелете. Јас би само кажала дека образованието ни е нула. И плюс да се врати системот како што беше порано, осмолетка, не деветолетка. Од сите бивши републики само Македонија усвоила деветолетка и немаме образовани, изгледа, добри наставници, што они прво не им е јасно, а камо и на децата да им објаснат. Тоа чантите кога ги носиме на плучињата, ја не можам да ги носам, а камо ли оно душичка. Они се многу оптеретени и да се врати како порано осмолетка, а не деветолетка. Што сме ние, Македонија само се издвоила деветолетка од сите бивши републики. Осмолетка да си биде како што си беше порано. И ја мислим дека се и професорите необразовани и се примат прековрски и затоа ни е катастрофа образованието. Толку имам да кажам и поздрав до вас. Благодарам многу секако за се што кажавте и што бевте дел од Црвена линија. Топло препорачуваме и да останете понатаму со нас, за да можеме да слушнеме што ќе одговорат останатите гледачи. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види вака, како дојде демократијава, плурализмот и све останато, дојдоа и најдекадентните од најдекадентните работи од декадентниот запад во оваа држава. Значи, ние ги усвоивме закони, правила, прописи кои се најдекадентни на планетава Земја. Значи, дозволија разноразни овоши и све останато да командат со министерства, со школства, со чудеси и други институции. Значи, господјава министерка нема она што да каже како што да функционира, него дозволија родители силежи да доаѓаат у школите, да се тепаат со наставниците, со професорите, за нивното дете да добие прелазна оценка или да го направат првенец. Дозволија еден куп аномалии, затоа го нареков тој најдекадентниот систем, ние го усвоивме. И сега сето тоа ни се удира од глава. Сте за тоа да се врати некогашниот систем? Еве, тоа зборам. Еве, у Јосип Broz времето, ја кога учев и у осмолетка и у средно, запишам бев у една стручна школа, со мене беше еден рамковен. Од тој рамковниот професорката беше толку толерантна. Благодарам многу за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Вечер. Повелете, ве слушаме. Вака, мислам дека јас работам во образование, во многу сегменти е веќе поместени се работите. Прва работа што треба советниците да постојат, како на време што постојат по секој предмет да има советник. Взема се инспекторите, не е работа да дојде да се плашат професорите. Од што се плашат професорите? Тоа е советник, што може инспекторот да дојде? Што може да ти каже инспектор кој не е стручен, он посве само проблеми да решава, ако има проблеми. Значи, треба си советник по секој предмет. Да се точно по секој предмет доваѓа да се разговара за програмата, за работата. Значи, Каде ја гледате еве генерално вината за ваквите лоши резултати? Па генерално треба нормално да се почне прво од образованието, тоа е од Министерството за образование и наука. Таму треба да почнат да се средуваат работите.
Добро е последно време што им пораснато педагози и психолози. Ама не е само тоа, значи, по моје мислење, советниците недостатуваат. Треба да постои. Прво и основно. Со оглед на тоа што сте вклучени во образование, никогаш се надпреварувавме со голем жар да постигнеме резултати. Дали тоа и денеска е така? Па, Добро, драго ни е што се јави и гледач кој што е директно инволвиран во образовниот процес, така да и можевте да слушнете што кажа самиот. Пајде да видиме останатите гледачи какви одговори ќе дадат во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Каде гледате вината за лошите резултати на тестирањето? Во родителите. Родителите, и друг пат сум кажал, 60% родителот, ако не го изгради ученикот, џабе му е. 30% школото и 10% улицата. Тоа целото кој ќе се вклопи во едно, тога ќе биде ученикот изграден. А кај нас, родителот оди кај учителот, детето како е пиши во оцена, учило не учило, да помидит. Ти гледај се сите што се во администрација, пола се и повеќе неписмени. Немаат тронка знање. Треба ширина во знањето. Треба и нешто што е најтешко. Треба некој што ќе те увреди многу, да знаеш да го сочвакаш, да го сомелиш, да му докажеш и да те повлечи, да те свати, да те разбери. Тогаш си грамотен човек. Според вас дали треба да се врати стариот систем на образование? Види, системот дали е стариот или новиот, реков пак. Родителот треба детето да биде најјакиот учител, родителот. Затоа што детето највише од родителот на... Така, јасно. Благодарам многу и вам за одговорите. Добро вечер. Добро вечер, ако сум јас на линија. Секако и тоа, на црвена линија. Епен црвена линија, што се работи за образование. Мислам, нешто што е најосновно во животот. Сега од некој, сега може би не најмеѓутоа најосновните овако работи и реформи, како да кажам, во животот, образованието нормално многу влијае на секој. Значи, ти како ќе се образуваш, многу е важно, меѓутоа и природата, што ти е, мислам, она што ти е дарбата дадена, што викаат од Господ, затоа што многу е важно и тоа. Затоа што има некој помалку сваќа, некој повеќе, некој му треба повеќе учење, некој помалку, не можеме ние све да генерализираме. Затоа што секој човек е приказка за себе, секој овако. Меѓутоа треба тука да има повеќе. Јас сливала многу интересна пракса од една колешка, нејзиното дете беше надпросечно, уопште не му беше на електромашински факултет интересно, зашто тоа што го учеше, он веќе го знаеше. Така да знаете, тука има многу различити дета, меѓутоа многу треба тука наставната програма да биде некоја повеќе со пракса, за да им биде на децата позанимливо. Пошто знаете, теоријата си е теорија, слушаш, гледаш едно, друго, правиш модете така. Меѓутоа, мислам дека праксата повеќе ќе ги заинтригира учениците, било кој предмет, нека биде секој предмет, може да има некоја мала пракса, не мора да знае колку, за да може да го упатиш детето малку да биде повеќе заинтересиран. Така, благодарам многу и вам за одговорите. Еве, нашиот разговор доби уште една ставка, може би вие ќе ја гледате вината во тоа, како што рече гледачката, во однос на методологијата, односно колку всушност се прават интересни наставните програми за децата со цел, нели, со љубов и желба да ги стекнуваат знаењата. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам. Да, повелете. Значи, треба да се врати стариот начин на образование и наставниците повеќе внимание да обрнат на децата, а бидејќи наставниците многу се занимаваат со запишување на часови и едно, друго, трето програма што е на компјутери, тоа време што го трошат они во пишување тамо програми едно, друго, трето, да го потрошат во едукација на самите деца.
Така, еве, дали сметате дека треба можеби некои работи да се сменат и во однос на методологијата на работењето? Методологијата, јас мислам, е добра, само што реков, наставниците времето што го трошат да се врати стариот начин и времето што го трошат за пишување тамо часови едно друго на компјутери за образовниот процес, тоа време да го посветат за самата едукација на децата. Да се едноставно да се врати стариот начин со дневникот во раце и да се оди на час. Да се ослободат од административните задачи кои што ги имаат во момент. Значи, наставниците повеќе личат на административци него на наставници. Јас не знам зашто толку администрација се води таму. Јас тоа не ми е јасно. Навистина многу е тоа. Благодарам многу и вам. Еве, станува се поинтересно, излегуваат нели нови насоки, односно нови причини кои што доаѓаат токму од гледачите, кои што сметаат дека ете тука е всушност проблемот и кој што резултира со вакви лоши резултати на тестирањата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Така, и јас го делам мислењето на претходниот слушател и мислам дека наставниците својата административна работа, која ја имаат веројатно малце повеќе од вообичаеното од порано, да ја прават дома, а не да прават обратно. Тоа го прават на работа, дома ги земат децата на спремање, па по еден час наплаќаат по 10 евра. Неа не е во интерес да го научи детето на училиште, бидејќи ќе нема дополнителен приход кој при тоа не е воопшто ни опорезен, бидејќи тоа е типична работа на црно. Јас ја поддржувам министеркава која е во моментов и се залагам да се направи училиште како во најголемиот дел од Западна Европа, од 8 до 16 часот. Децата таму и да учат и да напишат домашно. Тогаш наставниците ќе немаат потреба од толку многу дополнителни часови, бидејќи еден наставник има повеќе дополнителни часови кога не е во училиште, отколку што предава во училиште. Тоа е моето мислење и сметам обавезно да се укине задолжителното средно образование и секое дете, ако не е добро, да може и да мора да го повтори одделението. Тоа сега со закон е оневозможено. А еве, сметате ли дека треба да се врати стариот систем на образование? Не може баш да се врати стариот систем, не можеме баш за толку тоа назад. Може би стариот систем во смисла на да се растеретат од административни работи наставниците, но не можеме да се враќаме назад. Се оди напред и ние треба, но исто треба да ги забранат мобилните телефони. Ако може една Холандија, една Германија да ги забрани мобилните телефони за децата во основните и средни училишта, зошто тоа не би можела една Македонија? Добро, благодарам многу за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Јас секако ќе подсетам оние кои што нема да успеете или директно во живо да се вклучите во Црвена линија. Не заборавајте и по завршувањето на нашата емисија можете да земете учество со одговори, односно преку коментари и споделување на Facebook. Црвена линија и секако на профилот на Телма телевизија. Игор Јанковски еве што напишал на нашиот профил на Црвена линија. Секогаш преку анимација, преку фотографија ги објавуваме темите на социјалните медиуми. Прашањето е дали треба според вас или да се врати стариот систем на образование. Игор Јанковски напишал: здраво, што се однесува на образованието, истото треба да претрпи суштински реформи, а со цел образование кој ќе даде квалификувани кадри на пазарот на труд. Образованието е најмокна алатка во едно општество, а со истото не може и е недозволиво експериментирање. Треба како основното и средното образование, исто така и високото образование да претрпи суштински реформи. Со цел образована нација, а со самото тоа и општество кое ќе биде подготвено да се справува со сите општествени проблеми и предизвици. Треба навистина да се посвети внимание во однос на ова прашање, да се спроведат клучни реформи на образовниот процес. И вината најмногу лично ја гледам во честите измени и реформи во образованието, а очигледно е дека нема резултат. Тоа е моето мислење и перцепција во однос на денешната тема што имате поставено. Благодарам, Игор, за коментарите, односно за одговорите на нашите прашања. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, дали сум на линија? Секако и тоа на Црвена, повелете.
Благодарам, да сте ми живи и здрави. Да сте живи и здрави. Јас ќе го кажа своето размислување. Прво, значи, наставниците да се ослободат од притисокот на родителите и од едно оделение од 40 деца, максимум само 5 до 6 одлични. И надолу да има повторување, а не како сега секој учил, не учил, на крај двојка да има. Второто, значи, проблем е, оние кои што ги пишат учебниците, да бидат квалификувани, да одговара за неточно напишан учебник без образложение, без примери, без значи укажување ученикот да може да се снајде во учебникот. Одека наставниците не може да се снајдат во овие нови учебници, а камоли родител од дома, значи не може да се сложат дете од трето, од четврто заделение да прави анализа со хемикалии, значи да ствара струјно коло и слично. Значи ја ми се чини дека мора значи да се посвети големо внимание на учебниците и учебниците да бидат секоја година, ако треба нов ученик, пред да почне годината веќе да бидат спремни и донесени во училиштето, да може одма да почнат да учат учениците. Меѓутоа, оној кој што ја води, значи министерот за образование, треба да биде стручен, треба да биде значи витален, да може да ја обалува таа работа. Ние министеркава нема да не ме сватите. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди одбројува за едно јавување. Добро вечер. Дали имаме никого на црвена линија? Добро вечер. Добро, во меѓувреме, додека имаме никого на линија, да не заборавам да ги прочитам и одговорите на оние кои што не следат на Facebook. Секако продолжете со коментари, односно прашањето беше дали треба се извинувам да се врати стариот систем на образование. Лидија Станковска напишала да и Зоран Петров одговорил со да. Добро вечер. Имаме ли некој на црвена линија? Добро, другата страна е Мокза. Добро вечер. Добро вечер, еве, ве чекаме. Дали се слушаме добро? Се слушам. Добро, еве, каде ја гледате вината? Можевте да слушнете најразлични одговори. Според вас, каде е вината за овие лоши резултати? Мене ми се многу јасни резултатите од сето ова. Лично сакам да размислувам. Вие беше прво дека на темата дали старото образование да се врати. Да, треба да се врати. И полицајците по улици да се вратат, пак е подобро. Се што беше старо, почнуваме да го бараме сега. Ама отиде возо. Нов министер за образование, нови реформи, но без резултати. Завршено е тина. Да не се залажуваме. 2001 година, кога ние клаем нож в грб од американците со помош на албанците, сега се на толкав пиедестал, што не можеме ние да го вратиме сега тоа. Тогаш требаше ВМРО и СДС да се дружа, барем да се спасат вакви глупости. Ништо не ме спасува. Возо е заминат. Возо е далеку заминат сега. Не враќате назад сега. Гледате како паши возот. Гледате што се работи со учениците, како ги нарушуваме, како ги учиме во Челопек. Што да враќаме назад? Против кого учета се бореше? Против некоја држава што не нападна? Касно е тина. Нека знае македонскиот народ. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, Тенче. Поздрав до вас, баба Руска. Става и ја ве поздравувам и многу ви убава работилницата со елката. Со елката, да. А како еве до поубави подобри резултати на тестирањата, со оглед на тоа што последните укажаа на многу лоши резултати? Каде ја гледате вие вината, баба Руска? Вината е прво е у родителите. Кашо има родители саглам, има и деца саглам. Кашо нема родители, децата исти се. Прво е тоа, јас секој пат го кажувам. Друго е после у наставниците, а трето би сакала и ја да се врати старото, да носат децата иста облека сите, да не че знае кој е сиромашко, кој е богато.
Тука многу утича на децата тоа, облеката. Тоа беше убаво и треба да се повтори. Па друго, ја не знам многу да кажам. Јас, моите деца одамна више у пензија се. Сега унуците ми се средно така, праводеленци, до четврто деление. Тој ми се пара унуците. Учат, добри са за сега. Гледам мајките многу убаво ги воспитават. Јас ово го кажав за мојот снук и сега пак ќе го кажам. Се вика Дарјан. Мајка му се вика Ирена. Бреа, тука има базен. Јас бирам јаболки. Мајка му вика Дарјан, оди на базен. Благодарам за одговорите. Не заборавајте, внимавајте на таймерот, затоа и го објавуваме на екраните. 90 секунди е едно јавување. Продолжуваме понатаму секако. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте? Првин да кажам дека многу голема грешка е тоа што го укина предучилишната возраст. Дечињата се уште не се подготвени за да слушаат настава. Тука ги подготвуваат веќе за наредната година да бидат малце по-слободни, по-отпуштени и по-спремни за настава. Мислите на некогашните забавишта, нели, каде што се правеа тестирања? Така. Од градинка, од памперси право со рамчење на рамото, на училиште. Второ, вина и од родителите. Имаат многу мала контрола врз учениците. Дали доволно напишале домашни задачи, дали доволно ја пратат наставата, со мобилните телефони заедно и родителите и децата, и секако дека децата не можат да постигнат успех. Баби дедовци веќе не постојат, па не сме им и толку потребни, затоа што не можеме да одиме напред со технологијата, они што ја имаат. Ви благодарам и пријатно. Големо благодарам и вам што земавте удел во ова издание на Црвена линија, токму со вашите одговори. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер, ако сум јас да се доискажам. Секако со нови 90 секунди, повелете. Значи, ова министерот за образование важи само за државните овакви институции на образование, така? Пошто приватните не стаѓаат по тоа. Сега имаме многу приватни училишта. И знаете, тука веќе нешто се одделува, се разграничува, како да кажам. Така да многу е и тоа контрадикторно некако. Едните вака, другите така. Така да тука имаме голема разлика. Значи, јас би апелирала, евете, уствари прво да честитам на нашите хемичари што добија 2 награди со професорот Миха од хемискиот факултет, значи секоја чест. Тоа е едно прекрасно момче, младо професор што предава и нас ни треба такви образовни професори, мислам, јас лично го познавам. И така да, стварно е нешто преубаво, кога ќе слушнете такво нешто, плюс имам тука до мене ова дете, што е Македон, што се стигдека, што е парвенец, како да кажам. Така да има многу, меѓутоа можда би сите не можат да дојдат да се експонираат. Можда и тоа негдека нас ни треба, значи, овие науки што се по математика, физика, хемија, да не бродам, затоа што тука ни е над кризата, значи секој оди на некои овие полесни. И сега друго би апелирала, значи, пошто шахот во некои држави е ставен како задолжителен предмет. Задолжителен предмет, затоа што е многу добар за интелигенција и Така, благодарам многу за повторното јавување. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Вака, уште од градинка се почнува проблемот. Значи, таму, кога ќе се носат деца на некој обичен сиромав човек, работник, воспитачките гледаат едно, а на овие богатачите гледаат да не му фали влакма. Уште таму ги разгалуват, после тоа во училиште, ако е на сиромав, не му обрнуват пажна да му дадат образование,
толку се труди тој толку, додека на овој големиот нешто не му дават, него и го штитат од булинг од такви работи. Значи, и сега, од една страна, ако е професорот или наставникот тука како е насловено, сака нешто да направи на овие големите, на богаташите, ќе летне од работното место или ќе го преместат на во друга општина некаде, во друго место. И затоа тие се кјутат, караванот се врве, кучињата се лаат и така натаму. Значи, правосудството кај нас нема ред, нема поредок. Се е раскалашено баш и воздух. Па на Панагони, после ослободувањето, па и албанците, но ова му се додаа како еден червиш, што викаме ние, како подпрчка. Значи, се можеш без школо да бидеш на јаки функции, па што ќе ми треба и да одам? Одам ради време. Ќе подсетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам многу и вам за одговорите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Ме слушате? Да. Видете, прво треба наставниците да бидат и тие под контрола. Затоа што во времето ние кога учевме, имаше инспектори кога ќе дојдат да видат како предаваат тие наставници. Оти наставниците сега ич не му е гајле што ќе му предај, како ќе му предај, дали научило детето или не научило, не гледат ништо. Второ, ги остават децата кои ќе излезат по еден сат надвор да шета, да му помини времето, да дојди 12 сата и да ги испуштат децата. Па со тоа школување кај ќе научат децата? И трето, да речеме, учителите што се ставени, сите се партиски ставени, наставниците. И тие наставници партиски се ставени, како можат тие да предаваат кога тие го зеле успехон, како што велиме, пиши го од тие партија, на ова партија или на она партија, и го стават исто тој да биде наставник да учи деца. Како ќе ги научи децата тој да учат или како ќе ги научи да знаат повеќе од другите? И треба инспектори да има, да дојде инспектор кој ќе му предава учителката и кој ќе ги прашува децата. Тогаш може да се плашат и наставниците да не го попуштуваат тоа што треба да го предадат. А ова не може вака. И школо како ќе имаме ние напредно. Така, благодарам многу и вам, еве, за вашето јавување во Црвена линија. Слушате досега најразлични видувања, ставови, одговори на нашите прашања. Останува секако да слушнеме уште некој кој што следува до прва. Добро вечер. Ако јас сум во програма. Да, ќе ве замолам малку погласно. Ве слушаме, продолжете. Јас би сакала да кажам еден мој коментар. Мислам дека првенствено треба да има критериум кога се примаат наставниците во училиштата. Значи да не се примаат прво наставници што не се соодветно образовани. Порано имаше високи критериуми за примање, а второ учениците немаат никаков респект према наставниците, ниту пак нивните родители. Ние порано, кога ќе излезеше мојата класна, значи никој немаше во ходникот во училиштето. Денешниве деца воопшто не се плашат, ниту имат респект. И најважно, јас мислам дека денешниве деца не учат како што треба. Значи, ние се научиле многу, јас не сум знаела да излезам од дома. Значи, исклучиво се знаело ке дојде од училиште и се учи. Сега со овие телефони, цел ден се на телефони, родителиве се зафатени и децата се оставени сами на себе. Дали сметате еве дека можеби причина е тоа што образованието е ставено на маргините како вредност? Да. На маргините и тоа на... Да. Дали сте за тоа да се врати стариот систем на образование? Па јас сум, ама тоа не е возможно, мислам дека во денешно време, а инаку веднаш да се врати стариот систем и да се знае кој... Така, благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме секако понатаму. Добро вечер. Добро вечер.
Па еве да слушнеме и вие што ќе кажете. Јас мислам дека тука ви пуштено семејството треба прво, па учениците и како и да не гледам далек со телевизорот. Уште семејството фали. Меѓутоа, како вика гледачката, критериуми. Има критериуми, ама никој не ги почитува. Затоа што нас образованието ни е партизирано. Ние сега вработуваме по партиска линија и наставници, и професори, па ако сакат и сите оние помошни, и службата во училиштата е партизирана. И секретари, и благајници, се таму е партизирано. И тие не водат реч што ќе предаваат на учениците. Тие си гледа, моето дете кој учеше, 8 деление, 9-летка прва генерација, наставничката по историја никогаш вика не ни предаваше. Само ни кажуваше, читајте таа лекција, таа си гледаше цел ден во телефонот. Цел час. Тие чекаат порака од партијата. Што треба поручек да прават? Каде додат да се соберат? Што да зборуваат? Каде додат по куќите да агитираат? И за тоа нив не ги интересира работата. Тие взимаат пари, партиски се вработени, а взимаат пари од мене, од вас, од сите граѓани. И никогаш образованието нема кај нас да се опорави. Се додека вака се вработуваат партиски. Значи, не може нешто што криво. Благодарам и вам за одговорите. Добро вечер. Добро вечер. Ке мора многу повеќе гласно да зборувате. Ајде ќе се обидам. Ето, па и ке подобро, повелете. Вака сега. Проблем во образованието ни е тоа што Мерко ни произведува министри за образование. Втора работа, затоа што несоодветни министри поставуваат на некои министерства. Треба да бидат соодветни со струка, со образование, со знаење. Трета работа. Порано наставниците беа почитувани и за нивната работа никој не смееше да приговори и учениците беа мирни. Сега што се случува? Учениците, проблематичните ученици порано беа избркани од училиште. И проблемот беше решен. Сега проблематичните ученици ги затварат училиштата. Сте за тоа да се врати стариот систем на образование? Системот е многу пореметен. Системот е многу пореметен, треба многу работи од стариот систем да се користат. Ви се чини ли дека тоа е возможно, еве, да... Многу е тешко и уште една работа сакам да кажам, уште една работа сакам да кажам, дека сега учениците се слика и прилика на родителите. Какви се родителите, такви се учениците. И крај. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Време е веќе да погледнеме оние кои што не следат на Инстаграм, како одговорија на денешната анкета. Ве подсетувам, заследете не уште сега веднаш и учествувате во новата утрешна анкета на Црвена линија. Во оваа денешнава, каде што прашавме дали треба да се врати стариот систем на образование, со да одговорија 94%, со не одговорија 6%. Сега време да ги погледнеме рекламите и потоа заедно сме во студио повторно. Останува да ви се заблагодарам што денеска повторно направивте едно убаво издание на Црвена линија и верувам дека секој од вас ја пренесе пораката како до подобри резултати во образованието. Сега останува да ве пренесам онаму каде што се тестираат гости на различни предизвици, а наставникот Ненад и наставничката Кате ќе кажат какви резултати гостите дават на нивните тестирања. Пак излеземе со едно обемно истражување следната 2025. Така е, може. Дали сметате дека треба да се врати стариот систем на образование? Одма. Веднаш. Сега. Ако може. Уште утре. Сега кој што ќе почне не е стариот систем на образование, туку Ненад и Кате. Да, но со стариот систем на образование